приказната би почнал. Прво, моето пътешествие и моите маки почна прилично со резултатот кој го добив, дека сум ја ковид позитивен. Знаеме што се случува. Знаеме, ќе ми извините на спорото зборење, морам да правам пауза. Кога добив тој резултат, како и секој, знаете, не ми беше едноставно, пошто имав слушнато, некои поминале полесно, некои поминале потешко, некои завршиле у болница, а некои умреле. Знаете, тоа не е едноставна работа. И како и секој, по протокол се јавам кај мојата матична лекарка, Катерина Андоновска, од Јане Сандански поликлиника, која што не ја не познам, жена ме пред неколку месеци, не знам, што текна за поблиско нешто, не префрли таму. И окей, матичен ко матичен. Меѓутоа, мислам дека матичните во оваа ситуација одигра најголема улога. Кога добив на почетокот и кој се представив, ми вели, земај витамин С, земај цинк, земај магнезиум. Јас тие работи ги земав уназад година дена, како превентива. Така бидем препорачува. Ја и велам дека јас тоа веќе го пијам. Добро века да го пиеш и секој ден ќе ми се јавуваш каква ти е ситуацијата. И во ред. Меѓутоа, мене веќе на работа ги им соопштив, нели, веќе во изолација. За скоро време добив значи решение за изолација. И тоа беше негде вторник, среда. Јас на 31 официјално добив, 31 март добив официјално документ дека сум ковид позитивен. И веќе почна да ми се качува температура. И ја прашувам во петокот, тоа беше веќе петок, докторке, мене ми се влошува состојбата. И мене тоа почна да ме плаши. Што да правам? И она ми дава совет, појде века ти до 8 септември во ургентен центар, таму вика веднаш ќе ти направат и снимки на белодробни крила и ќе те земат крвна слика. Значи, она мене ме држеше неполни 4-5 дена, без да се земе крвна слика, да видам до кај е состојбата. Најважната работа се дидимерите. Една од поважните работи. Ја ако луд, у 8-9 саат на вечер, појдов до 8 септември, меѓутоа само има покачена температура. Не бев сега како оваа состојба што ме гледате. Искача сестрава со едно вакво апаратче, ми го става на прс, вика, па ви имате сатурација 96. Викам, да, сестра, ма. Вика, мене ме упати матичната. Вика, ова е ургентен центар. Тука ги примаме итните случаи, а ти не си итен случаи. Што мислам дека до негде беше управо женава. Не дека, знаете, се вратив дома, се јавам да и сообщам, веќе не ми дига слушалка. Сабота, недела, звони, се убив од звонење. Не ми се јава. Направив негде помеѓу 100 обиди да добием, што на Вибер, што на мобилен, што на мелови напишав, за да ви го прочитам мелот на кратко. Она во недела навечер ми предаде мел. Ајде на кратко ќе ви го кажам. Мелот во кој мел она објаснува дека она жена која што има семејство и она не е должна да работи 24/7, дека државата е крива затоа што немало доволно ковид центри, а не ги воопшто, пошто видов у петокот направив ништо, јас во сабота овецена се направив собствено на сам приватно испитување на сите можни крвни потребни работи што треба, со следили медии ги пратив, видете ги и кажете ми ваше мислење. Наместо да го издискутира тоа, она ми кажа висока политика. И јас знам дека е тоа така. Ама знаете што? Јас сум пациент во моментов болен. И мене политиката не ме интересира. Значи, ви имате сдружение на матични лекари, па обратете се таму, направите еден бунт, одете пред министерство, кажете си ги барањата. Да, управо си. Ама мене во моментов не ме интересира. Мене ме интересира мојата здравствена состојба. Вие сте назначени како мој матичен лекар. Кога видов дека од тоа нема фајде, дигнав раце, веќе немав ни сили. На едниот ден веднаш го сменив матичниот лекар. Прекраснава Нина Мет, не знам, Светли Љубица, сестра Светли доктор Љубица, мислам прекрасни луѓе.
кога видов што каква ми е ситуацијата, ми препиша антибиотик и не даде упати до 8 септември да направиме, а и жена ми готови, стопудугата веќе беше 100 температура. Да направиме, малава веќе беше, малава ја однесоме слека, ја бе во добра состојба, па на детска клиника и даде антибиотици, она многу лесно помина. Жена ми помина средно, меѓутоа помина без некој, веќе е на работа. Ве прими ли во 8 септември? Во 8 септември, знај, не. 8 септември да отидеме само да се снимиме и да направиме крвна слика. Знаете ли што беше тоа? Митинг, саем, си дишевме еден во друг, во врат со луѓе во дишевме. Да направиш снимка и крвна слика, чекавме 3,5 сата. Па на редниот ден доаѓаш, чекаш уште 3,5 сата да ги земеш резултатите и да отидеш да те види лекар. Нивни. Ги виде, таа докторка нека беше, ги виде резултатите, ми даде некои антибиотици и толку. Ја малце се успокоив, ме прегледал, доктор склучен, нели, соодветен. Се вратив дома. Дома, од ден на ден ми беше све полош. Слека што го имав купен ова апаратче и го се осетив дека веќе тешко дишам. Измерив сатурацијата ми беше негде испод 80. И веќе ме фати паника. Морав да се јавам на брза помош. Се јавив. Дечко од другава страна беше многу коректен. Ме обяснив ситуацијава. Ми вели, во моментот немаме комбе. Прво комбе ти праќам. За половина час стигна луѓето. Прекрасна докторка. Тоа што е за фалби, не можам да не го пофалам. Сестрата исто прекрасна. Ме гледаат, ми мерат и тие сатурација со нивниот апарат. И ми вели, докторкава, дали те слушна некој со слушалки? Викам, не, да те слушнам. И вика, па добро бе, вика, тебе не ти треба снимка. Доволно некој слушалки да те стаи и да види за што се работи. И вика, мора да те хоспитализираме. Викам, во ред. Правајте како што морате. И во тој момент се јавува да ја дадат упатства во кој центар да ме однесе и падна одлука на ОДЛ, уво, нос и грла. Ме сместија таму, нега по пладневните часови, влегувам во соба, се запознавам со луѓето и во прв момент од мојот кревет, наспроти мојот кревет, кај што бев сместен, беше еден човек свиткан како кифла, ама буквално. Дишеше како зајак. Диши кратко, а брзо. Ама му скока целото тело. Знаете, јас не сум медицинско лице, ама видов дека нешто не е во ред со човекот. Ама хајде, нели? Мислам, се запознавме со човеков на кратко, кој се што се ка работиш, така на кратко. То не кажувам податоци, мислам дека не е коректно. И од време на време човекот ке испиеше водичката, ке ме замоли во кесата, Зоран, имам водичка ако сакаш дај ми. Вториот ден човекот доживеа криза. Почна да скока во креветот. Невообичаено. Јас почнав да се дерам по сестриве. Дојде една сестра, го виде човеков. Го виде дека во сериозна состојба. И тешко ми е малце. Тоа се емоции кои што не можам да ги посилне од мене се. Таа гледка и таа случка, човекот замина така. Викна доктори и сестри, и ако ми веруваат, ова го видов со своји очи, луѓето, 4-5 луѓе беа, некои сестри, некои доктори, бдеа во човекот 10 минути и го чекаат да испушти душа. Човекот преташе, едноставно полека душата му излегуваше. И на крај направи само еден трзе со левата нога и толку беше. Знам само дека да донесува ЕКГ апарат, да ја утврдат смртта. И што беше најтешко за мене, најболно и најморбидно е тоа што целиот процес на пакување во црна врека го правиа пред мои очи. Па добро бе луѓе, какво здравство сме ние. Немаме обичен параван од платно со метална конструкција. Значи, кога лежев во приватната клиника подоцна, која имаме потреба за физиолошки работи, физиолошки потреби, ставаа паравани од едната и од другата страна, за да не ни биде непријатно.
Па јас сваќам дека ќе ми каже нема пари здравство. И не сакам да ги именувам. Во една ситуација викам на сестра, што направите со човеков? Вика, што да му направам? Што да му направам? Немаме никакви ресурси. Значи немаат ни еден апарат. Тој беше разговорот помеѓу медицинските? Да, меѓу медицинскиот персонал и јас не можам нив да ги обвинам. Луѓето, значи нивните ресурси и нивните можности беа толку. Немаше еден апарат за механичка вентилација. И они не правеа разлика помеѓу тешки и лешни пациенти. Значи вака, имаше пациенти кои што им се даваше 5 литра кислород во минута, кои што им беа со благи симптоми и тие поминуваа. Меѓутоа, кај човекот до мене што беше, мене све полоше и полоше ми беше ситуацијата. Дојде сестра као визита да ми мери температура и ми вика 37 со 6. 36 со 7. Викам, сестро, ќе те замолам да ми пипнеш твојата дланка само на чело. А ја вријам температура. И ми вели, па ти имаш температура. Викам, овие апарати што Филипче ги купил преку Алиекспрес за 1 евро, треба да му ги треснете од глава. Значи, вие немате основни средства. Значи, вака морам прво да кажам дека мене политика не ме интересира. Политички не сум определен за никого. Не сакам политика, пошто ние немаме политичари, немаме луѓе. И тие претходно беа тешки криминалци, а овие искочија сега криминалци со невиден размер. Како да ви кажам, никош политика не ме интересирала. Меѓутоа, кога ми се случи ова, да јас со 52 години старост, со 30 години работен стаж, да ми се случи ова, прв пат барам болничка помош. И сето тоа од невнимателност? Тие ковид центри уствари беа мртовечници. Значи јас за неполни 3 дена изнесува 4 црни вреки. Вториот ден беше тоа, човекот до мене. Третиот ден имаше постат човек во другата просторија која овкаше. 24 сата човекот овкаше. Почна да блада. Знаете, кога немате доволно кислород, мозокот почнува да кажува. Третиот ден тој почина. До неговиот кревет имаше човек кој... Сите беа помлади луѓе, не беа многу стари? Не. Овој што почина до мене беше некој моја возраст, малце постар, а во другата просторија човекот беше веќе во години. Сега, ајде, 60 нека година, не знам, може и да сгрешам. Меѓутоа имаше помлад човек кој што беше тотално дезориентиран, тој се собликуваше гол и уринираше на плочки. Сестри го вираа. Колку време бевте во овој ковид центар? Ја во овој ковид центар бев неполни 3 дена. И што се случува? Меѓувреме ми се јава сопругата и сопругата дигнала све на нозе, сите можни пријатели, другари, дека јас сум во ужасно тешка состојба бадала помош. Преку врски добила информации дека резултатите ми се ужасно лоши и совет било, премести го таму, пошто нема да преживее. И јас цело време не ги знаев резултатите. Не знаев дека за тоа се работи. Кога ми се јави сопругата и ми соопшти дека ќе те префрлам или во една здравствена приватна установа, или во друга здравствена приватна установа, јас си реков, тој не си нормално прво. Знаеш ли колку чини тоа? Одговорот од незин беше, мене ми треба сопруг и татко на моето дете. И парите не ме интересираат. И јас не се сложав, упорно бев против тоа. Меѓутоа, се довлечкав некако до тоалетите, тој трет ден, и за среќа Филипче ставил огледала во тоалетите, и кога дигнав глава да видам, јас уствари не бев модар, не бев плав, него бев како да главата сум ја нуднал во некој оџак. Црн, верувајте ми. Прв пат во животот видов такво лице. Црн. И веќе... По ваше барање, значи со ваша согласност, бевте префрлени во приватна. Да, ја подосна се вратив. Станова? И се јавив на сопругата и реков, правиш што ќе правиш, вадим од овдека, јас нема да преживеам. Таа ми вели, не се секирај, веќе комбето патува.
Добро, понатаму, Понатаму, од приватната установа, вечерта тоа беше сабота навечер, ме префрлија. Бев толку ургентно човекот кога дојде да ме земе, ме види и ми праша: ти дишиш ли воопшто? Ми даде негова боца, ми измери сатурација, ме врза за столчи, трчаше низ ходници како на трки. Викам: ќе ме приватиш? Викам: мора тебе жив да те однесам. Во комбето кога влеговме му вели на возачот: те молам, вклучи ротациони и не застанувај на ниден семафор. Кога стигнавме во приватна установа, прво ме да се облекува како од мајка роден и после се онесвести. Имам дупка во меморија, до утринските часови не знам што се случуваше. Едноставно поим немам. да. Се разводив негде пред разденување, имам ставено една компресивна маска, покриена со целото лице, пуштено кислород, меѓутоа отпосле дознав, значи имав пуштено 80 литра кислород во минут. Сега ќе сте наврата малце на нас. Значи, во тие ковид центри во државна болница, ќе ти бутне маска и крај на приказната. Не сме ние сите исто. Таму сум примал 5 литри. Немаат протоколи, Немаат. ги лекуваат пациентите тоа Не знам како ги лекува. на еден начин, со еден протокол. Не, дали си ти подежок или полесен, начинот е ова, ресурсите ни се тие, па еве ти го Господ. Господ кај рече најверојатно за тебе. И ваму поминав пеколни третмани, ужасно пеколни третмани, инвазивни. Колку денови бевте сместен во приватна? 23 дена бев во приватната установа. Колку вече нешто тоа? Платив една баснословна сума. Негде подосна морав да одам на преглед, прва контрола, тоа свет се наплаќа. 25.000 евра се моите просечни примања месечни. Јас ме донесла на работна екзистенција.